Здраво на сите и добре дојдовте во ново видео. Во ова видео ќе ви објаснам како да останете мотивирани до самиот крај и неколку корисни совети кои што ќе ви послужат за да го остварите вашиот сон. Како за пример ќе го земам трчањето. Прв совет е да си пронајдете инспирација. Што означува тоа? Да си го поставите прашањето зашто трчате. Одговорот на ова прашање ќе ви биде водилка, односно инспирација или пак мотивација, посебно во дождливите утра или после напорниот ден во канцеларија, односно на работа. Кога нели сите сакаат после тој ден да се одморат на перек. Втор совет е да си пронајдете другарче. Што означува тоа? Да си пронајдете личност со која ќе споделувате иста физичка активност. Вежбањето со пријател и кога вежбате сам е различно. Зашто? Кога вежбате сам сте потполно сами и не доволно мотивирани за стварување на вашите цели, нели? А додека пак ако сте во група или со пријател, тогаш е позабавно и не е монотонно, бидејќи нели трчањето е монотонен спорт, бидејќи има исти движења, нема никакви промени. Трет совет е да си пронајдете некоја рутина, постојана рутина. Може да трчате долги патеки, кратки патеки, спринтови и така натаму. Рутината ќе ја практикувате секојдневно, нели? Може да трчате во природа, може да трчате во спортска сала, може да трчате било каде. Четврт совет е да си направите листа со песни. Зашто? Песната е исто така извор на мотивација, додаде, дополнително. Докажано е дека при слушањето на музика се зголемува нивото, односно степенот на мотивација, волја и концентрација. Се надевам дека овие совети ќе ви помогнат во понатамошниот живот. Доколку ви се допадна ова и доколку сакате да снимам уште вакви видеа, оставете лайк. Ако не ви се допадна, слободно ставете дислайк. Во знак на поддршка оставете subscribe, а ние се гледаме во наредно видео, слично како ова, и до тогаш гледајте ги останатите мои видеа. Peace!